Благодарам, председателе. Почитувани колеги, почитувана заменик министер, почитувани граѓани. Република Македонија се соочува со големи проблеми во однос на животната средина и незината заштита. За тоа влијаат повеќе фактори, но мора да признаеме дека најважен од сите сме ние луѓето и треба повеќе да се заложиме ако сакаме ние и нашите поколенија да имаат здрава животна средина, а со тоа и здрав живот. Во поглед на ова, состојбата во Република Македонија е крајно загрижувачка, затоа што залагањето за заштита на животната средина само со зборови не носи резултати, треба и дела. Фактот дека имаме реален проблем во зачувување на живот и заштита на животната средина го потврдуваат и голем број граѓански асоциации и здруженија, кои ни се обратија со барање предлог на Законот за инспекцијски надзор во животната средина да се дополни амандмански, за да се обезбеди конзистентно решение за координација на државните и локалните инспектори, да има функционален надзор од Државниот инспекторат за животна средина врз локалните инспектори, посуштински процес на планирање на инспекцијските надзори, достапност на инспектори после работно време и за време на викенди, опремување на инспекторите со мерна опрема и инструменти и секако зајакнување на транспарентноста. Овие предлог амандмани пред се однесуваат на јасна и цврста структура за координација помеѓу државните и локалните инспектори на територијата на цела држава. Функционален надзор од Државниот инспекторат за животна средина врз локалните инспектори, да има и посуштински процес на планирање на инспекцијските надзори во клучните документи на Државниот инспекторат за животна средина, како стратегијата, програмата и годишниот план. Потоа да има и задолжителна листа на проверка. Исто така, да се наведе видот и количеството гориво во регистарот на загадувачи, бидејќи тоа е еден од главните загадувачи на животната средина. Да има решавање на хроничниот проблем на немање инспектор после работно време и за време на викенди, кога мора да признаеме дека се случуваат најголем број на инциденти. Контрола на инсталација од двата типа на инспектори, државни и локални по потреба, кога едниот затајува на терен и секаде каде има загрозување на животната средина. Го спомнав опремувањето на инспекторатите, значи тоа е исто така неопходно за земање примероци за анализа и вршење на индикативни мерења и обезбедување средства од буџетот за таа цел. Транспарентност, објавување на базата на податоци, регистарот, инспекцијските акти, извештаи, планови, програми, како и контакт броеви на инспекторите. Сите овие барања треба да се земат во предвид затоа што се издржани и носат во правец на заштита и подобрување на квалитетот на животната средина, а со тоа и заштита на здравјето на сите нас. Денес го имаме Законот за инспекцијски надзор на животната средина, кој го сметам за многу важен, затоа што работата на инспекцијските служби во животната средина има голема важност во превенцијата и санкционирањето дела, што доведуваат до деградација и уништување на природните ресурси. Ефикасното планирање на редовните инспекцијски надзори овозможува правилно насочување на ресурсите за следење и контрола онаму каде што е најкритично и онаму каде што е најпотребно. Организацијата и спроведувањето на инспекцијскиот надзор во областа на животната средина во Република Македонија е регулирана со Законот за инспекцијски надзор, а покрај него тука е и Законот за заштита на животната средина, Законот за заштита на природата, како и другите закони од областа на животната средина. Значи се работи за низа закони кои се поврзани еден со друг и треба да постои целосна усогласеност помеѓу нив, затоа што тоа е неопходно за нормално и правилно функционирање воопшто на сите засегнати страни и институции во државата. Овој задоцнен закон, да речам, реално треба да понуди решенија за надминување на утврдените недостатоци во досегашниот период, а ги има многу, но прашање е колку овие недостатоци ќе се отстранат само со донесување на законот, зашто на сите ни е познато дека имаме минимална реализација скоро на сите законски решенија во нашата држава, пред се заради тоа што немаме функционални институции, туку институции кои во последно време
односно во последните неколку години, се пренатрупани само со партиски вработување и секаде некој штити некого. А од друга страна, имаме еден куп закони кои на брзински се протнуваат, се носат по скратена постапка или поминуваат на Комисијата за европски, без никаква соработка со пратениците од опозицијата. Со овој закон се предвидува повеќегодишно планирање на инспекцијскиот надзор во животната средина на централно и локално ниво, кој ќе се врши преку донесување на национална стратегија за инспекцијски надзор во животната средина, а спроведувањето на оваа стратегија да се врши преку донесување на 3-годишна програма за инспекцијски надзор во животната средина. Сето ова би било во ред, доколку не остане само на хартија. Како едно од начелата на овој закон е начелото на транспарентност и учество на јавноста, што го сметам за многу важно, но сепак мислам дека треба да постои што поголема отвореност, а кај нас, за жал, инспекторатите се недоволно транспарентни и покрај тоа што Законот за инспекцијски надзор предвидува редовно објавување информации од значење за јавноста, за спроведените активности и за превземените инспекцијски мерки. Треба да постои што поголема соработка помеѓу надлежните органи за инспекцијски надзор со државните инспекторати за животна средина, со државните инспекторати за заштита на природата и водостопанските инспектори. Исто така, потребно е во овој закон да се даде и поголемо овластување на локално ниво. Инспекцијскиот надзор да го вржат единиците на локална самоуправа преку инспекторите за животна средина на локално ниво, да се зголемат нивните ингеренции, затоа што тие најдобро ја знаат фактичката состојба на терен и како што има примери и во земјите од Европската Унија, затоа што така многу побрзо ќе може да се превентира загадувањето на животната средина. Исто така, треба да се обрне и поголемо внимание и на усогласеноста, односно координираноста на државните со локалните инспекторати, затоа што се случува заради привидна надлежност, инспекторите да се иземаат, да се ја префрлаат топката од еден на друг и на крај надзорот да не се ни спроведе. Најважна е меѓусебната соработка, зашто во отсуство на соработка помеѓу надлежните инспекторати и со другите институции не се обезбедува сеопфатност и целесообразност на надзорите, што пак води кон низок степен на казнилост на прекршителите. Кога сме кај казните, најдобро е и посакувам да не доаѓа до оваа мерка. Но затоа пак ќе кажам дека најодговорни сме самите ние и доколку ни работи свеста дека она што го правиме на животната средина, таа како бумеранг ни го враќа. Нема тогаш да има потреба и од казни. Но во ситуации кога тоа е невозможно, потребни се и санкции. Почитувани, правото на чиста и здрава животна средина е фундаментално граѓанско право, чие целосно и доследно почитување представува услов за подобро здравје, поквалитетен и подолг живот на луѓето. Затоа, секој граѓанин е должен да го чува, штити и унапредува природниот екосистем. Да почнеме ние овде, а понатаму секој нека си ја спроведува својата граѓанска должност онака како што треба и како што му доликува. Благодарам. Благодарам и вам. Здравко Тројанов има збор.